Почитувани, само што заврши состанокот на Општинскиот штаб за заштита и спасување, на кој главна точка беше состојбата со водостојот и излевање на реките поради обилните врнежи во изминатите денови. Сакам да изразам жалење за предизвиканите штети од поплавите и како општина будно и понатаму ќе следиме состојбата и ќе реагираме согласно нашите надлежности. Како општина имаме надлежност над речните текови што се наоѓаат во град Куманово, односно во делот што е градежен реон, плански опфат кој ги вклучува реките Липковка, Којнарка и Кумановка, додека река Тапчиња и Крива река се под директна надлежност на јавното претпријатие Водостопанство Кумановско-Липковско поле. На овие места, каде надлежност е на општината, состојбата со речните сливови е стабилна. Редовно се врши контрола и се ангажира соодветна механизација доколку има потреба. Во изминатите години, општината редовно преземаше мерки за чистење и уредување на овие речни текови. И затоа, денес, како што може да се види од сликите, ситуацијата во овие делови е под контрола и нема излевање на реките од нивните речни подрачја. Ова се сликите од состојбата изутринава од речните водите. На предпоследниот состанок на Општинскиот кризен штаб беше упатена препорака до АД Водостопанство Кумановско-Липковско поле. Веднаш нивните екипи да излезат на терен со расположливата механизација и да действуваат во насоки на надминување на состојбата во интерес на граѓаните. Како општина стоиме на располагање на Водостопанство Кумановско-Липковско поле и на други институции во рамките на нашите надлежности, доколку имаат потреба од дополнителна помош за справување со состојбата и спречување на поплави, иако располагаме со скромни средства, општината директно ќе се вклучи, запазувајќи ја законската процедура, но до овој момент немаме добиено такво барање. На денешниот состанок на Општинскиот штаб за спасување беше донесен заклучок дека со оглед на прелевањето на речните корита на реките Крива во делот на Јачици и Довезенце и река Тапчиња во делот на села Пчиња, доаде Водостопанско Кумановско-Липковско поле, доколку имаат потреба од ангажирање на дополнителна механизација да достават барање до општина Куманово. Благодарам. Вчера се иза Пчиња кај меморијалниот центар Асман и од ресторанот, односно Чистото зеленило и од меморијалниот центар кажа дека нема оштетувања. Какви се вашите сознанија на објектите и дали знаеме дека немате интервенција во тие општина, меѓутоа дали ќе помогнете на општината да го речеме? Така, значи се работи за соседна општина која што е зафатена со поплавата. Во тој дел од таа општина, општина Куманово, преку јавното претпријатие Чистото зеленило располага со одредени објекти. Сега за сега она што имаме како информација дека објектите во внатрешниот дел не се зафатени, меѓутоа има одреден нанос од вода околу објектите и доколку има потреба и доколку имаме согласност за тоа, нормално е дека општина Куманово ќе интервенира, како што истакнав и во пресод, од страна на приватни стопанственици веќе имаме ставени на располагање машини кои што ќе може да ги користиме, меѓутоа претходно треба да добиеме барање, бидејќи се работи за територија и област која што не е надлежност на општина Куманово. Рековте, уште едно прашање, рековте дека е формирана комисија за проценка на штети, дали некој се пријави, имаше земјоделско обработка земјишта од терен кој што може да се види дека е поплавен на жители од Довезенце, Јачинце, Плечевце, значи во Кумановска регија. Така, значи таа комисија е формирана во согласност со Советот на општина Куманово. Таа комисија работи веќе подолго време, таа на терен ги согледува последиците и веќе се работи на обработување на податоците, со конкретни податоци денеска не можам да излезам. Во текот на вчерашниот ден имаше обвинувања преку социјалните мрежи дека општина Куманово не презема доволно мерки за заштита на населението. Каков е вашиот конечен став по однос на тие обвинувања? Значи, согласно надлежностите што се на општина Куманово и во делот на заштита и уредување на речното корито во планскиот опфат, каде што денеска и во изминатите денови нема излевање, ние немаме никакви проблеми. Она што не е наша надлежност, а е директна надлежност на АД Водостопанство, ние дури денеска добивме одредени информации институционално и на Општинскиот штаб за заштита и спасување беше донесена одлука дека ќе биде формирана трочлена комисија која што допрва ќе ги утврдува причините, последиците за доведување до ваквата состојба со што ќе се превземат соодветни мерки.
И уште едно прашање, каква е моменталната состојба, има ли излевање? Во моментов имаме излевање на 3 критични точки, кои што беа и во текот на вчерашниот ден, она што го има како информација дека водата полека се повлекува, но за жал очекуваме во текот на утрешниот ден нови врнежи. Благодарам.